Беше тоа на 2 април 1864 година, кога е роден Ѓорче Петров. Учителствувал во Штип, Скопје, Битола и Солун. Додека учителствувал во Битола, станува и член на ТМОРО. Основач е и главен редактор на весникот Бунтовник. Во 1895 година доаѓа во Солун и веднаш станува член на Централниот комитет. Во 1896 година, заедно со Гоце Делчев го изработиле Уставот на ТМОРО. Од 1896 до 1902 година, заедно со Гоце Делчев бил задграничен представник на ТМОРО во Софија. За време на Илинденското востание учествувал со голема чета во борбите во Прилепско-Мариовскиот крај. Учесник е на Прилепскиот, Струмичкиот и Рилскиот конгрес, а на Рилскиот конгрес на ВМРО бил избран повторно за член на задграничното представништво во Софија. Убиен е на 28 јуни 1921 година во Софија. Беше тоа на 2 април 1882 година, кога е роден Јани Воденичаров, македонски револуционер, деец на Македонската револуционерна организација. Во август 1903 година станува пунктовен началник на МОРО во селото Ксклисе, денес Момина црква, Бургаско. Кон крајот на востанието влегува во четата на Иван Варналиев како секретар и учествува во нападот на турското село Каланџа. Во февруари 1904 година е делегат на Варненскиот конгрес на Одринскиот револуционерен округ. Се враќа во Лозенград. Во пролета 1908 година е уапсен и осуден на 3 години затвор, но е ослободен по младотурската револуција. Беше тоа на 2 април 1907 година, кога загинува Михаил Мише Спиров Развигоров, македонски револуционер и војвода, деец на ТМОРО и учител. По виничката афера во 1897 година тој бил осуден на доживотен затвор и заточен во Подрумкале, Мала Азија. Амнестиран е во 1902 година. Учествувал во Илинденското востание. По востанието останал нелегален војвода во Штипската околија. Во борба со османлиската војска се самоубил во запалена куќа. Со дозвола на турските власти, во присуство на голем број граѓани, Мише Развигоров бил погребан на градските гробишта до црквата Свети Спас. Во знак на сеќавањето на неговото дело, народот испеал неколку песни за Мише Развигоров. Беше тоа на 2 април 1941 година, кога е роден Ѓорги Здравев, македонски етнолог и костимограф. Во 1967 година дипломирал на одсекот за костимографија на Академијата за применета уметност во Белград. Таму и магистрирал во 1972 година. Докторирал на Оделението за етнологија и антропологија на Филозофскиот факултет во Белград во 1992 година. Здравев бил истакнат македонски костимограф кој подготвил повеќе од 50 костимографии за театарски представи како што се Црна комедија, Грдиот нарцис, Слепи, Легендата за Бошко Буха, Чук-Чук, Стојанче, Чудото за Свети Ѓорги, Цар Едип, Ослободувањето на Скопје и многу други. Беше тоа на 2 април 2016 година, кога почина Глигор Чемерски. Роден е во Кавадарци на 9 март 1940 година. По завршеното средно образование во Скопје се запишува на Академијата за ликовни уметности во Белград, каде што дипломира во 1963 година. Сликите на Глигор Чемерски се застапени во многобројни уметнички државни институции во земјави и во странство, како и во многобројни приватни колекции во Скопје, Париз, Амстердам, Хаг, Стокхолм, Рим, Њујорк, Вашингтон, Вилмингтон, Фитвил и други. 2 април е меѓународен ден на свесноста за аутизам.